За над 8.000 студенти, од кои над 1.500 бруцуши, започна новата академска година на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, со модерни дигитални библиотеки, лаборатории, по светски стандарди и можности за меѓународна размена. Универзитетот Гоце Делчев им нуди на студентите европско образование дома. Според ректорот Дејан Мираковски, над 90% од новозапишаните студенти се пријавиле уште во првиот рок, што го потврдува статусот на УГД како прв избор за високо образование во земјава. Универзитетот пред се преку зачленување во Европската универзитетска алијанса ЕСТУ им овозможува многу висок степен на мобилност и многу по усогласен степен на мобилност со нивни тематични професии, така што тоа ќе им отвори многу поголем достап до европските универзитети, до формите на образование кои што ги нудат универзитетите партнери од алијансата, но и од сите други универзитети. Дополнително правиме сериозен исчекор и во квалитетот на лабораториските ресурси, на научниот потенцијал кој што им се нуди на сегашните и на идните студенти, така што сигурен сум дека оваа година студентите ќе почувствуваат на вистина многу повисок степен пред се на мобилноста и на квалитетот на настава кој што го нуди универзитетот. Друго карактеристично е што многу од услугите кои што ги нуди универзитетот, вклучително и мобилноста, Еразмус мобилноста, се целосно дигитализирани, така што овој пат ќе можат од пријавување до полагање на испити да одат преку една постапка така наречена Еразмус без хартија, зашто и нашиот универзитет Гоце Делчев е меѓу 30 универзитети прогласени од Европската комисија како шампион за овие мобилности и иницијативи за мобилност, така што овие новитети ќе им овозможат на студентите многу поголем достап до квалитетно и образование кое што ќе им понуди знаење за идните професии кои што ги избрали. Дека Универзитетот Гоце Делчев е најдобриот избор за регионот, едногласни беа и студентите. Велат и оваа година им представува предизвик за да се постигнат добри резултати. На првиот академски час на најстарата високообразовна институција во земјата, Свети Кирил и Методи, присуствуваше и министерката за образование Весна Јаневска. Сме пресрекни што оваа година студентите одлучија да останат во својата татковина, се запишаа во голем број и заедно со нас во иднина ќе ја градиме за да биде подобра, по-просперитетна, а потоа ќе им ја оставиме нив, тие да ја водат државата и да ја градат сопствената татковина. Новата генерација, која денес се почнува со студиите, ќе биде целосно дигитализирана. Сите студентски сервиси, кои што се предвидени за студентите, се комплетно дигитализирани и јас оваа генерација слободно можем да ја наречам електронски индекс генерација. Оваа генерација почнува со електронскиот индекс, а се разбира и сите останати кои што се веќе запишани од оваа учебна година ќе го користат електронскиот индекс, што значи комплетно сите услуги, сите сервиси за студентите се дигитализирани. И завршно со плаќањата кои ги вршат за сите овие сервиси. Јаневска порача дека студирањето во сопствената земја е најдобриот избор, а со новиот закон за високо образование кој е во подготовка, високото образование ќе биде поставено на цврсти темели. На 6 државни универзитети во земјава во академската 2025-2026 година запишани се 10.000 студенти во прва година.